Драги гледачи, добро вечер. Дали сте го чуле терминот кардиомиопатија? Многу луѓе не знаат дека тој е подморна болест на срцето, што често не се диагностицира додека не стане предоцна. Затоа, денес ќе ви го представиме овој медицински феномен, за да знаете што треба да правите ако веќе боледувате од кардиомиопатија, односно дали е возможно и како да ги спречите посериозните последици од неа. Кардиомиопатијата е состојба при која се нарушени нормалните параметри на срцевиот мускул и крвта тешко се испумпува низ телото. При тоа срцевиот мускул е зголемен, задебелен и нееластичен. Во ретки случаи мускулот се заменува со лузнесто ткиво. Оваа состојба може да доведе до откажување на срцето. Кардиомиопатијата може да се третира, а каков ќе биде терапевскиот пристап зависи од типот и сериозноста. Важен дел од терапијата е и практикувањето на здравиот животен стил, балансирана исхрана, физичка активност според општата состојба, индивидуалните можности и справување со стресот. Останете со нас и во продолжение ќе ги добиете основните информации за кардиомиопатијата. Срцето представува шуплив мускулен орган со тежина од околу 250 до 350 грама, кој обезбедува континуирана циркулација на крвта преку работни циклуси. Тоа има 4 шуплини, 2 предкомори и 2 комори. За да не дојде до мешање на крвта внатре во срцето, предкоморите и коморите меѓу себе се поделени со мускулна преграда. Крвта низ срцето секогаш поминува само во еден правец, од вени во предкомори, понатаму во комори и од нив во артерии. Тоа е овозможено со специјални ткивни творби за листоци што имаат улога на едносмерен вентил. Срцевиот мускул или миокард е тип на напречно пругаст мускул што има автономна контрола на функцијата. Мускулните влакна се косо поставени и имаат голема моќна издржливост, односно голема отпорност на изнемоштување, што се постигнува со големото количество миоглобин и богатото крвно снабдување во нив. Таквата структура е неопходна поради тоа што мускулот врши континуирана функција за време на целиот живот. 99% од енергетските потреби за така поставената усогласеност се добиваат во присуство на кислород. Затоа при рестриктивни состојби на коронарната циркулација, тој е многу ранлив и се оневозможува неговата нормална функција и евентуално доаѓа до појава на инфаркт. Срцевиот мускул е најголема анатомска структура на срцето. Тој прима електростимулација за ритмична работа на срцето од еден биоелектричен јазол сместен на ниво на предкоморите. Промената на електричниот потенцијал на клетките е зависна од калциумот и доведува до контракција на мускулот, што вообичаено се одвива околу 70 пати во минута. Во тој период, количеството крв во циркулацијата што изнесува во просек околу 5 литри, мора да направи еден кружен циклус низ системот на крвни садови. За време на еден просечен човечки живот, срцевиот мускул се контрахира неколку милиарди пати, односно испумпува количество крв што изнесува над 2000 вагони. Основната функција на срцевиот мускул се состои во истиснување на крвта од предкоморите во коморите и од нив во белодробната, односно систематската циркулација по пат на координирани ритмични контракции. Гостин на вечерашната емисија е доктор Оливер Бушлетич, кардиолог од клиничката болница Аџибадем Систина. Доктор Бушлетич, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Добро ме најдов. Доктор Бушлетич, за почеток на оваа емисија да им објасниме на нашите гледачи што е тоа кардиомиопатија и кои се причините за нејзина појава. Кога гостува кардиолог во една емисија, обично најчеста тема е високиот крвен притисок и срцевиот удар. И баш интересна тема имате вечерва. Кардиомиопатиите се една голема група на заболувања. Всушност, група на заболувања која опфаќа болести на срцевиот мускул. Причините се повеќе кратни и затоа има и поделба на неколку групи на кардиомиопатии, од примарни кардиомиопатии, значи заболувања на срцевиот мускул, кои се генетски, кои се наследни, после причини кои медицината за жал се уште не ги знае, до секундарни причини, така наречени секундарни кардиомиопатии, барем според американската класификација, а тоа е кардиомиопатија како последица на коронарната артериска болест, високиот крвен притисок, шеќерната болест и низа други заболувања во организмот.
Дали постојат ризик фактори за оваа болест? Ова група на заболувања во која спаѓаат различни видови на кардиомиопатии, секој од нив има и своји ризик фактори. Од ризик факторите сигурно тоа е високиот нерегулиран крвен притисок, значи пациенти кои или не знаат дека имаат покачен крвен притисок затоа што не го мерат, или знаат меѓутоа неправилно и недоволно добро го регулираат. Понатаму коронарната артериска болест, значи стеснување на крвните садови кои го исхрануваат срцевиот мускул. Исто така таа коронарна болест, особено прележувањето на срцев удар, со тек на време води кон развој на кардиомиопатија, односно состојба на болест на оштетување на срцевиот мускул. Понатаму примената на некои лекови пред се некои видови на хемотерапија, лекови кои се користат за лекување на малигни заболувања, исто така можат да направат оштетување на срцевиот мускул. Шеќерната болест, односно неправилната, недоволно упорната регулација на шеќерната болест се смета исто за ризик фактори, директно или индиректно еден од ризик факторите за развој на кардиомиопатија. Болести на штитната жлезда, понатаму алкохолизмот, за жал се почесто присутен, долготрајното неконтролирано внесување на алкохол исто така води кон оштетување на срцевиот мускул, кажав некои заболувања на штитната жлезда и низа други пореметувања во организмот, низа други болести исто така како конечен исход може да дадат различен вид и степен на оштетување на срцевиот мускул, односно развој на кардиомиопатија. Некои од ризик факторите се, да кажем, наследни, генетски одредени и затоа членовите во семејството каде што имало случај на појава на ваква тип на болест, на кардиомиопатија, потребно е правовремено да се испитуваат со цел да се види дали се носители и тие на ризик фактор, значи на генетски ризик за развој на кардиомиопатија или дали веќе е кај нив започната одреден стадиум на болест. Спомнавте дека треба да се направат одредени испитувања, односно анализи. Кои се првите знаци, односно симптоми на кои гледачите, еве така да им помогнеме, ќе ги упатат дека постои такво пореметување и како се поставува диагнозата? Кажав на самиот почеток, кардиомиопатиите тоа е голема група на заболувања. Секоја од тие заболувања има и своји специфики во однос на манифестацијата. Најчести симптоми се појавата на замор, значи еден прогресивен замор кој не е соодветен на физичкиот напор, така да пациентите тоа многу убаво го опишуваат. Можев да се качам на 5 спрат, а сега веќе немам воздух и на 2 спрат или на 3 спрат, или одевме по неколку километри дневно, а сега веќе после 1 километар немам воздух, ми недостасува воздух, се замарам многу полесно, потоа појава на отоци на нозете, кога ќе се соблечат чорапите прво, па потоа веќе јасни отоци на подколениците кои она вдлабнување кога ќе се притисне со прст, потешко спиење на рамно, па пациентите кажуваат дека прогресивно ноќе се будат, бараат уште една перница да стават, па 2, па спијат во една полуседечка положба, појава на неправилна срцева работа, значи исто така често пати и прв симптом може да биде појава на тие аритмии, односно неправилна срцева работа. Кај некои тоа е забрзана, кај некои успорена, кај некои е аритмија, значи неправилен срцев ритам и сето тоа како еден краен стадиум е развој на една срцева слабост, каде што веќе срцето не може да испумпа доволно крв, срцето основна функција е механичка, да биде пумпа, да ги снабдува сите други органи со крв. Веќе кардиомиопатиите во еден подоцнежен стадиум на болеста водат кон развој на срцева слабост, каде што веќе поради недоволната исхрана на органите во телото се јавуваат симптоми од сите други органи, почнувајќи од например нарушување на бубрежната функција, па имаме пораст на тие
параметри за бубрежната функција во крвта. Кој дел од срцето е најчесто зафатен со... Има различни видови на кардиомиопатии. По правило најчесто е зафатена левата комора, која е, да кажем, главен носител. Секој дел од срцето има своја функција и своја задача, меѓутоа сепак, да кажем, левата комора е главен носител на таа пумпна активност на срцето. Поголем дел од кардиомиопатиите ја нарушуваат функцијата пред се на левата комора и тие доведуваат до проширување, нели дилатација, кажано стручно, на левата комора, може да доведат до задебелување на левата комора, тоа е така наречена хипертрофија, или до замена на нормалното мускулно ткиво со нефункционално фиброзно ткиво, или тоа е една лузна која се формира, едно ткиво која нема пумпна функција, не учествува во работата на срцето. Одредени кардиомиопатии пак ја зафаќаат десната комора, меѓутоа сепак најчесто е нарушувањето на левата комора, иако кардиомиопатиите со тек на време ја нарушуваат функцијата и на залистоците. Нели, тоа проширување на левата комора доаѓа и до нарушување на функцијата на залистоците, па имаме појава на така наречена регургитација или пропуштање на крв низ залистоците, што додатно ја влошува болеста и прогнозата на болест. Како најчесто се поставува дијагнозата? Прво е, нели, пациентот најчесто заради овие симптоми на замор, на неправилна срцева работа, ја бара првата докторот. Се користат повеќе неинвазивни и инвазивни методи за поставување на дијагноза и одредување на кој тип на кардиомиопатија се работи, започнувајќи од електрокардиограмот, нели, тоа е онаа лента што трака што се слика, која ни ја покажува електричната работа, активност на срцевиот мускул, и тука најчесто се гледаат пореметување во ритмот на срцевата работа и се гледаат некои промени во градбата и функцијата на срцевиот мускул. Понатаму е рентгенграфијата, нели, рентген на бели дробови, каде што се гледа големината на срцето, се гледа прокрвеноста на белите дробови и доколку има течност и застој во самите бели дробови. Ехокардиографијата, која може би има големо значење во поставување на дијагнозата кардиомиопатија и пред се во одредување на типот на кардиомиопатија, каде што со ултразвук гледаме и градбата и димензиите на срцето, на срцевите шуплини, и ја проценуваме функцијата на срцето. Тоа е како дводимензионалната ехокардиографија, сега во последно време се повеќе и поголем значај добива и станува рутина и тродимензионалната ехокардиографија. Едно е да гледате слика, а друго е да гледате скулптура, нели? Трите димензии даваат податоци плюс. Понатаму од инвазивните методи, тоа е срцевата катетеризација, каде што преку артерија, односно вена на раката или ногата, со тенок катетер, како тенко црево, се влегува во соодветните срцеви шуплини, па се испитува притисокот во различни делови од срцето, се испитува заситеноста на крвта со кислород, значи катетеризацијата, коронарографијата, со која се испитува исхраната на срцевиот мускул. Болеста на крвните садови на срцето се една од причините за развој на одреден тип на кардиомиопатии. Понатаму во поново време, поголемите центри веќе се работи и магнетна резонанца на срце, каде што и магнетната резонанца дава дополнителни испитувања, и кога сите овие испитувања заедно, ќе ги собереме резултатите, се добива дијагнозата и се одредува степенот на кардиомиопатијата и типот на кардиомиопатијата, а од тоа зависи и понатамошната одлука за лекување. Доктор Бушлетич, врз база на анамнестичките податоци и испитувањата, дијагнозата е поставена, се знае дека постои кардиомиопатија.
Можете ли да ни објасните каков е пристапот кон лекувањето, терапевскиот пристап на кардиомиопатијата? Лекувањето на кардиомиопатиите е сложена работа, е комплексна работа. Постојат повеќе начини, нели една е медикаментозното лекување, каде што е целта прво да се лекува основната болест која допринела да се појави одреден тип на кардиомиопатија, нели ако е тоа висок притисок, да се лекува правилно и да се регулира крвниот притисок, ако е коронарната болест, да се лекуваат тие стеснувања на крвните садови. Самата кардиомиопатија се лекува на тој начин што редовно се земаат лекови кои има за цел да, грубо да кажам, да ја олеснат работата на срцевиот мускул. Значи лекови кои спаѓаат од групата на диуретици, значи лекови кои го тераат пациентот да мокри количински повеќе. Таа течност што за жал заради болеста е задржана во организмот да се исфрли од организмот. Понатаму лекови како што се аци инхибитори, бета блокатори кои имаат за цел да вратат дел, нели, процент од таа сила на срцевиот мускул, од таа пумпна функција на срцевиот мускул. Со развојот на технологијата сега веќе има и други методи на лекување на кардиомиопатиите, например кардиомиопатиите како имаме појава на животно загрозувачки аритмии, значи кај тие пациенти се вградуваат посебен тип на пейсмейкери. Тоа се мали апарати кои едноставно се чувари на срцето, нели се ставаат подкожно и постојано ја следат срцевата работа и доколку се јави аритмија, значи пореметување во работата на срцето кое доведува до застој на срцевата работа, имаат за задача да ја прекинат таа аритмија и да го вратат срцето во нормален ритам. Тоа се така наречени кардиовертер дефибрилатори, значи мали уреди кои го дефибрилираат срцето, ја прекинуваат животозагрозувачката аритмија. Понатаму има тип на пейсмейкери кои имаат за задача да ја помогнат работата на срцето, значи со еден додатен електричен импулс да ја синхронизираат работата на срцевиот мускул и на тој начин да се добие поголема ефикасност во работата на срцето. Тоа е така наречена срцева ресинхронизациона терапија која има одлични резултати кај одреден процент на пациенти со одреден тип на кардиомиопатија. И исто толку значајно колку што се овие лекови, овие нели уреди, пейсмейкери, е значајно и оно што го викаме стил на живот или начин на животот на оваа група на пациенти. Каква е половата и возрастната распределеност на кардиомиопатијата меѓу населението? Оваа група на заболувања за жал се јавува и кај женскиот пол и кај машкиот пол. Некои типови видови на кардиомиопатии се почести можеби кај мажите, како што е примарната дилатациона кардиомиопатија. За жал се јавуваат во сите возрастни групи. Знаат да се јавуваат уште во детска возраст, да се јавуваат и најголем дел од нив, како што е например дилатативната кардиомиопатија или кардиомиопатија со ширење, проширување, ослабнување на срцевиот мускул е типична за средната генерација. Кардиомиопатиите кои доведуваат до задебелување на срцевиот мускул, па можеби се нешто почести кај постарата популација, меѓутоа нема дека одреден пол е предодреден или одредена старосна група е предодредена за кардиомиопатии. За жал се јавува кај сите возрастни групи и се јавува со различен тек, различен прогресија, значи различно влошување, брзина на влошување на самата болест. Еве, самото прашање се наметна. Каква е прогнозата на болеста, на кардиомиопатијата? Некои видови на кардиомиопатии за жал одат многу бргу. За неколку години ние кажуваме, нели, во кардиологијата немаме често малигни заболувања. Малигни заболувања се баш некои типови на кардиомиопатии. За жал болеста прогредира од неколку месеци до неколку години. Веќе со новите методи на лекување
животот и квалитетот на животот, значи не е само да се живее, и квалитетот на животот е значително и продолжен и подобрен е квалитетот на животот. Меѓутоа, за жал, одредени видови на кардиомиопатии се манифестираат, нели првата манифестација, првиот симптом е појава на некое животозагрозувачко нарушување на ритмот на срцето. Тоа да е прв симптом, кој симптом за жал и ќе го однесе веднаш пациентот. Па имаме случаи, нели, спортисти за време на трка или млади луѓе кои никогаш не се жалеле едноставно да не се разбудат од спиење или за време на спортски надпревар само да падне и да згасне нивниот живот заради тој прв симптом, а тоа е таа малигна или животозагрозувачка аритмија. Доктор Бушлетиш, спомнавте дека некои видови кардиомиопатии се наследни. Може ли малку пошироко да им објасниме на гледачите во врска со ова? Одреден тип на кардиомиопатии се генетски одредени, значи како резултат на пореметување на ниво на одредени гени и тие се наследуваат различно, нели, доминантно и рецесивно, односно присуството само на еден таков ген е доволно да се појави болеста и затоа кај во семејствата каде што имало таков пациент со кардиомиопатии кои се генетски наследни, потребно е да се направи генетско исследување и да се види дали и другите членови од семејството се носители на тој тип на генетско пореметување, генетска мутација со цел да се превземат правовремено одредени превентивни мерки. Најчесто тоа е вградување, нели, на еден тип на пейсмейкер кој појавата на малигни аритми, на животно загрозувачки аритми ќе прекинат и на тој начин, нели, ќе го спасат животот на тој потенцијален носител, нели, на тој носител на такви генетски пореметувања. Дали овие наследни кардиомиопатии почесто се јавуваат во младата возраст, односно доаѓаат до израз во младата возраст или малку подоцна во животот? Тие се, нели, вродени и во тек на животот се појавуваат. Различно, некои се веќе од детска возраст се развиваат. За жал, тие деца и самиот животен тек им е пократок. Кај некои се манифестираат во средната возраст и тоа е нешто, пак ќе кажам, нели, доколку има во семејството таков случај, нешто што треба да се испита. Дали од достапните сознанија базирани на докази, додатоците за исхрана и некои народни подготовки за терапија на кардиомиопатија може да се употребат во вкупниот третман на целокупната болест? Па тоа е некој тренд сега, постојано се зборува за тие додатоци. Она што е основно дека ова е група на многу сериозни заболувања, значи, нели, пореметувања, болест на срцевиот мускул и нема додатоци или народни лекови, најчесто се тоа некои чаеви, па некои екстракти на растенија кои се чуваат во алкохол, не знам, 10 дена, 2 недели, па потоа се пие по една лажица, па не знам, користење на различни видови на мед мешано со, не знам, некакво растение. Значи, нема народен лек, значи, што е замена за лековите. Лековите мора да се взимаат редовно. Има одредени додатоци, дали се тоа одредени олигоелементи, нели, тренцета, витамини, кои можат да допринесат за подобро, да кажам, чувство на пациентот, меѓутоа не се тоа замена за она што е званична медицина, што е званичен лек. Она што е важно, дека таа група на пациенти мора да внимаваат на правилна исхрана, нели, препораки кои се особено важни за нив, а тоа е да имаат оптимална телесна тежина. Гојазноста, зголемената телесна тежина е ризик фактор за развој на кардиомиопатии, односно состојба која дополнително е влошува постоечката кардиомиопатија, така да сите тие пациенти им советуваме да постигнат една оптимална
телесна тежина, зависно нели од пол, од висина и од возраст. Понатаму е многу важно да се намали внесот на сол во исхраната. Солта, во последните години на сето, нели тој тивок убиец, да, се помалку се употребува. Кај оваа група на пациенти дозволена количина е 1,5 грам дневно. Не зборувам 1,5 грам што ќе се додаде, него вкупно внесено со исхраната. И тоа е нешто што современата медицина сега обрнува големо внимание. Еве, Соединетите американски држави нели се први во многу работи. Веќе постои иницијатива и законски да се ограничи внесот на сол во подготовката на храна. Зборувам за оние индустријски храни, конзерви, чипсови, смоки, сите тие. Значи, дури и законски сакаат да ограничат колку смее да се стави сол во тој тип на храна. Значи, нашите пациенти ги едуцираме да внимаваат на солта, да внимаваат на физичката активност. Значи, иако е тоа се пациенти со оно што го викаме слабо срце или проширено срце, сепак треба да имаат една континуирана, умерена физичка активност, каде што физичка активност ќе им помогне да ги одржува во една физичка кондиција, ќе им помогне да се чувствуваат и субјективно подобро, а и самата функција на срцевиот мускул ќе биде подобра. Веќе навлеговме и во онаа тема за превенција евентуална на кардиомиопатијата и некои интервенции. Како стресот влијае на кардиомиопатијата? Дали ја влошува? Што се препорачува за справување со стресот? Стресот е нешто што постојано го, да кажам, во секојдневната работа пациентите не прашуваат, ги интересира што да правам, стресна ми е работата или професијата, животот. Стресот е постојано околу нас. За разлика од крвниот притисок, стресот не можеме да го измериме, нели? Нема апарат што ќе го измериме. Стресот е состојба, нели, параметар која ја влошува болеста. Стресот води кон зголемување на крвниот притисок, зголемениот крвен притисок го оптоварува срцето. Стресот ја нарушува регулацијата на шеќерната болест. Зголемените вредности на шеќер во крвта влијаат на нарушена функција, меѓу другото и на срцевиот мускул. Стресот значи повеќе адреналин значи забрзана срцева работа, а тоа го истоштува, го замара срцевиот мускул. Така да стресот сигурно е негативен фактор за појава и за влошување на кардиомиопатиите. Сега, како против стресот, универзален лек нема. За некои е тоа хоби, за некои се соодветна терапија, нели, психијатар кој ќе препорача соодветни лекови за борба со стресот, за регулација, нели. И убаво рековте здравиот начин на живење. И здравиот начин на живот, сега вете што значи тоа и здрав начин. Да. Доктор Бушлетич, ви благодарам многу и верувам дека гледачите успеат да добијат впечаток што е тоа кардиомиопатија како една несекојдневна тема при гостување на кардиолог. Да, темата е несекојдневна, за жал е многу често присутна болест и она што е за жал реалност дека се дијагностицира, се открива во еден поодминат стадиум кога и резултатите од лекувањето се многу помали.